Ова изложба конкретно се однесува на период 1493 година. Во Црна Гора е отворена прва државна печатница. Значи, у Европа не постоела државна, имало приватна, меѓутоа државна, ова е прва државна печатница во Европа. И јас во рацете држам репринт издание, фототипско издание на една од првите, значи втора книга, која е отпечатена 1494 година. Матица Црногорска ја издаде пред 7 дена и имаме еден примерок. Имате прилика да видите дел од фотографиите од примероците на книги што се чуваат во Македонија и во Бугарија. Значи, во Македонија се чуваат вкупно 32 книги кои се во архивите сочувани и пред неколку месеци професорот Цветковски откри у едно село Кичевско уште еден примерок, 33-тиот, а во Бугарија се чуваат 56 примероци од тоа време. Значи, ова се книги сочувани повеќе од 500 години и кои се практично заедничко културно, историско и духовно наследство на двата народа. Најпрв сакам да искажам мојата благодарност по моје лично име и во име на граѓаните на општина Куманово до истражувачкиот центар Монтенегрин, кој што се занимава со истражување на историјата на Црна Гора, нејзината генеза и генезата на нејзиниот народ, но и сите сличности и различности на црногорците и останатите братски и пријателски народи на Балканот и пошироко. Воедно сакам во оваа прилика да се заблагодарам и на господинот Мирољуб Орландич за убавите искажани зборови и воведот во самата изложба. Навистина има со што да се пофали и Црна Гора, а и нејзините граѓани, бидејќи се работи за една генеза и широк спектар на знаења и истражувања проткаени со векови во сите овие дела кои што вечерва имаме можност да ги видиме во еден приказ, а се однесува за нешто што е постаро од 3, 4 и повеќе века. Навистина една реткост, не само на овие простори, туку првично и на светските простори, кога на многу простори и територии во денешната современа Европа се мафтало со меч, со чекан и со огин, овде на Балканот или конкретно во Црна Гора и на овие простори се творело и создавало, се создавале дела и постоеле, како што слушнаме, и печатници, но и луѓе кои што се занимавале со дистрибуција и продажба и препродажба на тој труд.